Колега Китановски, и да не е сиромаштијата 30%, и да не ја задолжи Македонија со половина милиарда евра, и да не сме први во мизерија, министерот за финансии треба да се замине само поради тоа што заедно со Груевски го уништија македонскиот аграр и ја направија Република Македонија зависна од увоз на стратешките производи млеко, месо, лебно жито. Заедно со Груевски не излажаа сите, нас граѓаните, дека со народните пари ќе го подобрат домашното производство на храна, а ние денеска даваме 100 милиони евра за увоз на млеко, 100 милиони евра за увоз на месо, по 30 милиони евра за увоз на шеќер и на масло за јадење. 50.000 тони помалку само лебно жито произведуваме. Ги излажаа и земјоделците, дека ќе го помогнат производството да бидат конкурентни, затоа што сите други влади во соседството и во Европската Унија го помагаат аграрот. А за сметка на тоа, од 2006 година наваму, лозарите ископачија 6000 хектари лозја. Сточарите ги продадоа кравите, млекопроизводството е опаднато за 30%. Нема земјоделска гранка која што не бележи надолен пат. Но вистината е дека најголемиот дел од парите на сите граѓани завршија кај ваши луѓе. Така се финансира и партијата. Со овие пари добивате избори. Вистинските земјоделци за ова треба најмногу да се лутат, бидејќи тоа се нивни пари. Тоа се парите со кои требаше да се купат трактори, да стават системи капка по капка, да подигнат нови насади. Треба да знаат дека ако тие добиле 1 евро, некој ваш човек добил 101. Треба да знаат дека од 100 милиони евра за субвенции, ако не завршуваат пари во ВМРО-вските джебови, тогаш за грло овца наместо по 950 денари ќе имаше пари за 1500 денари. Ќе има повеќе пари за кравите, за тутунот, за грозјето, за јаболката, доматите. Со тоа ќе имавме и по-конкурентно земјоделско производство и домашно, зголемено домашно производство. Колега Китановски, кражбата на народните пари под превезот на субвенционирањето на земјоделството ја направија законски. Прво им доделуваат земја на нивни луѓе, земја државна земјоделска земја под концесија, а потоа на име на таа земја им ги даваат субвенциите. Овие ВМРО-вци станаа локални мокиници или како што земјоделците ги нарекуваат аги и бегови во селата. Тие истите потоа им ја изнајмуваат земјата на вистинските земјоделци. Но револтот не треба да биде кон овие мокиници. Револтот треба да биде кон они од власта, затоа што ниту еден земјоделец, ниту еден агробизнисмен не може да проневери субвенција ако пред тоа нема некој во Министерството за земјоделство, во владата, во инспекторатот за сточарското производство, комитетот за ветерина, од институтот, од платежната агенција. Вистинските виновници седат во фотелите кои ги плаќаат земјоделците до највисокиот министерот за финансии Ставревски.